Речиси 9 лица од секој 1000 жители на Македонија или вкупно 18.000 граѓани живеат во услови на современо робство, покажува новиот глобален индекс за робство за 2018 година, изработен од Обединетите нации и фондацијата Вокфри. Податоците на истражувањето покажуваат дека Македонија се наоѓа на третото место на листата земји од Европа и Централна Азија. Полошо рангирани се само Туркменистан и Белорусија, а најдобро е рангиран Луксембург, каде само околу 2 лица од 1000 живеат во услови на современо робство. Според фондацијата Вокфри не постои општо прифатена законска дефиниција за современо робство, но тоа се одредува земајќи ги во предвид следните критериуми: криумчарење луѓе, присилна работа, робство дефинирано со Меѓународната конвенција за робство од 1926 година, должничко робство, присилен брак и детски труд. Податоците од извештајот покажуваат дека 71% од современите робови се жени, додека 29% се мажи. Македонија според последниот индекс се наоѓа на 25-тото најлошо место во светот во конкуренција на 167 држави според појавата на модерно робство, додека земјава стои подобро во поглед на владините реакции на ваквата појава со рейтинг БББ, кој е втор највисок рейтинг кој може да го добијат земјите. Владата ги спроведува клучните компоненти на сеопфатен одговор на некои форми на модерно робство, пружа услуги за поддршка на жртвите, има силен одговор на правосудните органи, има докази за координација и соработка и заштита за ранливите популации. Владите може да почнат да се справуваат со проблемот на робството во постапките, поврзани со јавни набавки или кај деловни субјекти на нивна територија. Може да постојат докази дека некои владини политики и пракси може да ги криминализираат и резултатите при депортација на жртвите. Се наведува во појаснувањето за тоа што значи оценката БББ. Во регионот на Европа и Централна Азија веднаш зад Македонија се наоѓа Грција со 8 случаи на модерно робство на 1000 жители, па Албанија и Турција. Скандинавските држави Луксембург и Ирска се земите со најмалку случаи на модерно робство. Северна Кореја е држава со најмногу случаи на модерно робство, според последниот индекс, пошто следуваат Еритреја, Бурунди, Централноафриканската република и Авганистан. Јапонија пак е државата со најмала застапеност на модерно робство, а во првите 5 држави се наоѓаат и Канада, Тајван, Нов Зеланд и Австралија. Заклучокот на фондацијата е дека е шокантно колку современото робство е распространето во најразвиените држави во светот. Европа е издвоена по тоа што во неа современото робство најмалку се толерира, како и дека властите брзо реагираат на таквите појави и носат соодветни закони за борба против современото робство.